Во претходната епизода свативме дека трендот е наш пријател и дека секогаш пливаме по струјата. Ама сега се појавува еден голем прашање. На кој графикон е тој тренд? На оној од 1 минута или на оној од 1 ден? Добродојдовте во концептот на временски рамки или така наречени timeframes. Ова е една од најфасцинантните работи на берзата. За да ме разберете подобро, замислете дека гледате мапа на Google Maps. Ако ја намалите мапата и ја гледате пример цела Македонија, ги гледате каде водат главните автопати. И тоа е генералната или глобалната слика. На берзата тоа е дневниот графикон или daily chart, каде што една свеќа представува движење за цел еден ден. Ама ако ја зумираш мапата и следиш на ниво на улица во центарот на Скопје, ти веќе не ги гледаш автопатите. Гледаш каде има семафор, каде има гужва и каде има слободно место за паркинг во овој момент. И на берзата тоа е графиконот на 2 минути. Како деј трейдери што бркаме брз профит кај Тесла и кај Nvidia, ние ги користиме и двете слики. Поголемите временски рамки, како 1 час или 4 часа, ни кажуваат каде оди пазарот генерално и ни ја дава големата слика. А помалите, како 2 и 5 минути, ни кажуваат точно во која секунда да го притиснеме копчето за влез. Најголемата грешка на почетниците е што гледаат само на 2 минути. Мислат дека цената лета нагоре, купуваат и одеднаш губат пари. Зошто? Затоа што не виделе дека на дневниот графикон акцијата што току удрила во огромен таван. И тоа е како да возиш со 200 км на час, а гледаш само 2 метри пред тебе. Во Prime Class ние ги учиме студентите на така наречени multi-timeframe анализа. Сега веќе ги знаеш сите алатки за читање на графиконот, свеките, нивоата, трендовите и временските рамки. Но имаш ли систем што те чува да не ги изгубиш сите пари поради една грешка? Во следната епизода зборуваме за најважната статистика, менаџирањето на ризикот, односно сопирачката на твојата Формула 1. Се гледаме.